Со Богородица стоиме под крстот. Мислите на Богородица. При крстот Исусов стоеја мајка му негова и сестрата на мајка му, Марија Клеопова и Марија Магдалина. Повеќето луѓе кои доживуваат такво прогонство, им доаѓаат мисли на збунетост, лутина, негирање. Ваквите средби се многу тешко за разбирање, а искушението е големо при ирационално и збунето размислување. Значи, што се поминуваше низ мислите на нашата блажена мајка? Пресвета Богородица не само што имаше безгрешно срце, туку имаше и ум кој беше изострен со совршенство на верата. Во нејзината вера, таа можеби немаше исто знаење и разбирање како сега на небото, но нејзината вера беше таква, што знаеше дека овој ужас е допуштен со волјата на Отецот. Нејзиниот ум ја свати најдлабоката вистина, дека нејзиниот син го исполнува своето божествено послание. Таа знаела дека оваа трагедија воопшто не е трагедија, туку тоа беше најголемиот чин на љубов кој некогаш бил познат. Верата на Пресвета Богородица беше помешана со болката што ја чувствувала во тој момент. Нејзината вера била извор на голема доверба, додека била во искушение да очајува. Нејзината вера ги преобразила сите искушенија во јасност и уверување. На крајот ги победила своите искушенија со вистината што и била откриена од Божјиот наум. Во нашите собствени животи, страдањето исто така не остава да бидеме збунети, па и несигурни. Не искушува да изгубиме верата и да се сомневаме во совршената волја на Небесниот Отец. Мора да научиме од сведоштвото на нашата блажена мајка, која дозволила вистината да го насочи нејзиното размислување, додека се соочувала со страдањата на нејзиниот син. Само вистината можеше да ја ослободи и да разбере, за да го отфрли секој искушение со кој била искушувана да се сомнева во Божјата мудрост. Размислете денес за совршената вера на нашата блажена мајка. Нејзината вера беше апсолутно сигурно знаење дека Бог има контрола и дека волјата на Отецот се исполнува пред нејзините очи. За световната мудрост тоа остана невозможна задача, за да се разбере таквата суровост. Но небесната мудрост ја презема власта кога таа се согласи на смрт на нејзиниот син за спасение на светот. Драга мајко, многу пати во животот сум во искушение да се сомневам во Божите патишта. Моите крстови и оние на моите најблиски можат да ме збунат. Моли се за мене, да ја имам твојата совршена вера, додека поминувам низ овој свет на страдања и болки. Никогаш да не ме одвратат искушенијата кои доаѓаат само од световната мудрост, туку наместо тоа дозволи вистината на небесната мудрост да го преплави мојот ум
i da mu dade pravec na moj život. O moj Isuse, ti dozvoli na Tvojata presveta majka da bide svedok na nepodnosljivata bolka na Tvojot krst. No ti isto taka i dade i nebesen uvid i znanje, za da i pomogneš da se razjasni njeziniot Izli go isto to znanje vrz mene i vrz celo to čoveštvo. Pomogni ni da te zapoznajeme vo se, tebe i Tvojata sovršena volja. Presveta Bogorodice, moli se za nas. Isuse, verujem vo Tebe. So Bogorodica stojíme pod krstot.